Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите. Со новата развојна економија ќе има и повисоки плати и пензии и уште поголема социјална поддршка за граѓаните. Најавуваме повисока социјална помош за 34.000 домаќинства. Детски додаток за 65.000 деца. Изградба на 777 социјални станови низ целата држава. Ние се грижиме за потребите на луѓето, додека Мицковски и ВМРО ДПМН се грижат за потребите на Никола Груевски. Режимот сака да се обнови за повторно да краде, но ние ги насочивме парите кон граѓаните и тие на овие избори ќе гласаат за себе, а не за Груевски и Мицковски. Гласот за коалицијата Можеме и бројот 3 е глас за секој човек за себе, затоа што социјалната помош ја зголемивме за 300%. 26.636 домаќинства користат гарантиран минимален приход повисок од просек за 300%. За 3,5% ги зголемивме опфатот на деца кои добиваат детски и образовен додаток. Над 33.000 деца во училишна возраст примаат по 1.000 денари месечно детски додаток. Воведовме образовен додаток за основци и средношколци од семејства во социјален ризик. 700 денари месечно за додаток за ученик во основно образование или 8.400 денари годишно по ученик во семејството. 1.000 денари по ученик во средно образование или плюс 12.000 годишно во семејството. 31.906 социјално загрозени домаќинства. Заклучно со февруари годинава се ослободени од сметките за струја. Ги плати владата со пари од државниот буџет за оваа намена. Ја вративме ефтината тарифа на струјата. Ја укинавме радиодифузната такса и го намаливме ДДВ-то за парно и со тоа секое семејство годишно заштедува по 4.000 денари. Нотарските и трошоците за извршители ги намаливме, а 11 ставки за трошоци за извршување целосно укинав. Со отписот на камати на долгови за физички лица избришани се 10 милиони евра долгови на граѓаните. Казните ги намаливме и до 75%. Поведовме опомена пред казна и пропорционално казнување. За поддршка во здравствено-економската криза, домашни платежни картички, освен за лица со ниски приходи и млади, ќе добијат и пензионерите, стечајците, невработените пасивни баратели на работа. СДСМ 3 години во континуитет покажува што значи вистинска грижа за сите граѓани. ВМРО ДПМН и Мицковски начело, еве веќе 14 години во континуитет покажува грижа само за Груевски и неговите криминални соработници. Граѓаните нема да дозволат да се обнови режимот повторно. ВМРО ДПМН да ги уценува со социјална помош што им следува и да им ја симне пак на минимум, додека за нив крадат до максимум. Ние сме максимално посветени на грижата за сите. Ја имаме поддршката од сите граѓани и на 15 јули продолжуваме по правиот пат уште повеќе и уште подобро.